Мислев дека малце поразсерно ќе се движат работите во однос на ова, меѓутоа слушавме многу забелешки што ме вознемирува во однос на тоа кој колку направил. Иако јас и претходно кажав дека судиите и јавните обвинители, правосудниот систем треба да го релаксираме малку. Често пато прстот и фокусот е вперен кон нив, меѓутоа малку по малку како законодавен дом, како пратеници, како политички партии знаеме малку да ги замешаме работите и да бидем искрени дека одредени проблеми во општеството се заеднички. И доколку не седнеме да ги разговараме на едно ниво поинакво, ние ќе имаме понатаму проблем. Додека судиите не ги издвоиме и станат независни во однос на можности и начинот да тие да делуваат, тогаш ќе си правиме и понатаму проблем. Значи, ние нема да си помогнеме во овој момент. Овој предлог законско решение па измената како амандман што го бараме, нема многу да помогне доколку постојано се прави тоа. Тргнувајќи од фактот дека има грешки таму, не можеме сите да ги ставиме во кош дека се идеални како суди, дека си ја работат сите работата, имаме и поквалификувани, имаме и луѓе кои помалку ја познаваат работата, меѓутоа во тој дел сакам да кажам дека начинот на донесување на овој закон со европско знанице покажува дека нешто сака да се скрие. Прифаќањето на одреден дел од амандманите исто така покажува дека има недостатоци во овој закон, иако не се суштински. Не се оние што треба да бидат. Меѓутоа треба да напоменеме на работа директното влијание на секретарот на владата господин Рашковски и во изборот на неговата фирма за избор на точно прецизно ќе ви кажам за електронското полагање и фирмата, нема да спомнуваме лицето кое го прави ова, покажува дека и има тука едно прашање од академијата и тоа се гледа на веб страната, дека има судирни интереси целата работа. Значи преку ДКСК, Државната комисија за спречување на корупција, дека укажува дека тука има проблем. И тоа го кажува човек кој на некој начин е дел од овој систем, од оваа влада и предупредува за тие работи. Така да понатаму во намерата за желбата, за искрено да се направи нешто, не го гледаме тоа. Јас ви кажав и претходно, во едни поинакви времиња, врз основа на закон, се направи приватизација, се направи избор на огромен број на суди. Намерата, идејата, иако, знаете, често пати се сервира во јавноста многу лажни вести. Се кренат темата, ви кажувам за да разбере македонската јавност. Колку и да сакате да ги скриете некои работи, се видува. После 5-годишната власт што ја имате, што се направи? Се гради патот Охрид, Кичево Охрид. И се дегна толку темата, толку високо, за на крај да резултира да бараме ние сега зголемување на трасата од 179 милиони долари. Значи, идентично го правите ова и вовде. Со намера да ги излажете луѓето. Излажавте за многу работи, и за плати, и за не знам така, и за живот, и ништо не се направи. Освен промената на името, другото, ништо не може да се пофалите дека нешто има направено. Вола е многу честна намерата. И ако честна намерата на колегите седнали, разговарале, викат, имаме 30 амандмани суштински, да се донесе, да се направи некој поголем квалитет во однос на работата на ново законско решение. Да може таа Академија за суди и јавни обвинители стварно да го даде правет квалитет и да дојдеме на висина кога тие суди и јавни обвинители, бидејќи луѓе сватат една работа. Ќе дојде еден ден, ние ќе се најдеме некаде на другата страна. Зошто да бидам изложен на такви притисоци? Може и ви или ние било кој. Ние мораме, ако не изградиме такво општество како што треба правилно, ќе имаме проблем. Меѓутоа да наметнувате теми дека некој си форсира една или друга работа, немојте. Значи, евидентно е да зборуваме за непотизмот, ајде да се вратиме назад кој како се вработило и што се случува. Знаете што ми каже еден пријател во една служба? Вели вака: јас, татко ми, дедо ми, брат ми сме 120 години во службите. Така треба да продолжиме да работиме, почитуван колега Ацески. Значи, ништо. И тоа во службите 120 години власт. Предодредени се. Ајде да ги прашаме земјоделците, во Кавадарци. Значи, некој земјоделец во Кавадарци или од Прилепки да каже, тој и татко му, брат му, жена му, и децата 120 години или 200 години, 300 години работат туту. И сега, значи, а некој си дозволи изгоре на тоа, тој ќе те суди, ќе те тужи и не знам како ќе зборува. Така да, ако
да направиме правилен систем. Треба да направиме нешто повеќе. Меѓутоа, верувајте, јас ви уверувам. Прочитайте, ќе видите дека не е добро. От ова работа, вака, почитуван колега и почитуваниот колега рече дојде искусен пратеник и ги знае работите. Мен ли во ова работа? Само ќе ви кажам една работа. 2015 почна бомбите, приказките почна. Се движеше работа, ова не чини. Зашто? За да окрениме патот од 179 милиони долари да дојдеме. Знаете за колку се работи, господин Ацевски? За 6 клучки и алтернативен пат. Ако се вкупната сума од 57 км автопатско решение со 2 клучки плюс алтернативен пат кошта 315 милиона долари, а сега само за 6 клучки го правиме тоа. Значи иста идентична ви е работата. Што ми е поентата? И тука е кревате приказката Кобајаги не бил правилен изборот. Правилен беше изборот кога се правеше 2006 кога се избра преку 650 суди, сега не бил правилен изборот. Многу искрено беше направен. Беа дигнати високи критериумите и голем дел имаше проблеми и во периодот кога ВМРО беше на власт се смени еднаш критериумите затоа што многу тешко идеа да ги исполнат тие критериуми. Меѓутоа, ова што го правите е катастрофално решение и укажува на тој проблем. И критериумите се намалени. Значи, ако не се направи малку поинаку, ние ќе имаме проблем. Меѓутоа, намерата да го крените ова, да, сега не че не ќе направиме промена, ништо не се направи од таа работа. Ви се стопирани сите закони. 5 години сте власт и што се случи? Што ме е поентата на крајот? Во веќе следната фаза, техничка влада имаме. Вие секако ќе изгубите. Тоа е веќе евидентно. Влада во паѓање и завршена е приказката. И што ќе се случи сега? Она што сега го правите, не го сервирате нас да дојдеме после на позиција и наши луѓе да имат да контролираат целата работа. Не е тоа е поентата. Додека ние не изградаме систем, наши и ваши, не се плашиме. Затоа што ние ќе дојдеме на власт и имаме тие позиции. Меѓутоа, дали треба така? Дали треба да бидат тие наши или ваши? Тоа треба да бидат луѓе честни, лојални на државата, кај што ќе можат да си работат својата работа, кај што ќе можат да дават квалитет. И ако не го решиме овој проблем во државата, ние ќе имаме сериозен проблем. Благодарам.